По 7 години понижување и сервилност, проактивната дипломатија дава резултати. Цврстите позиции на македонската влада предизвикаа нови ветришта во Брисел и нови моменти во однос на македонските евроинтеграции, сметаат експертите. Извештајот во Европскиот парламент, каде се признава посебноста на македонскиот идентитет и јазик, силната поддршка од Унгарија како еден од клучните играчи во ЕУ, продлабочувањето на односите со САД како охрабрување, пораките од европските челници дека ќе помогнат да се најде решение за блокадата од Бугарија. Според упатените, сите овие случувања се знак дека Македонија може да излобира за фер и достоинствено пристапување кон Европската унија. За прв пат гледам, како дипломат со 30 годишно искуство, дека македонската дипломатија почнува да плете една фина мрежа на пријатели, фина мрежа на влијателни држави, кои навистина ќе можат многу да ни помогнат. Тука пред се зборувам за Соединетите американски држави, за Обединетото кралство, за Унгарија, но и за неколку други држави кои допрва ќе го кренат својот глас. Во една засилена дипломатска офанзива на Македонија и непопуштање пред барањата од нашиот источен сосед, Бугарија како да се најде во небрано. Декларацијата која беше едногласно донесена во бугарскиот парламент, во која се повикува Македонија да ги направи уставните измени, дотолку повеќе покажува дека единствениот адут на бугарите се уцените, бидејќи така беа навикнати од претходната влада, која во 2022 година го прифати францускиот предлог. Оваа изјава на премиерот Мицковски дадена вчера или завчера дека Македонија нема да пристапи кон вметнување на бугарското малцинство во уставот, се додека не види барем еден член на македонско национално малцинство во Комитетот за малцинство во Бугарија, не ја гледам како изјава за внатрешна употреба или како некој национално-романтичарски занес. Јас ја гледам како зацврстување на нашите преговарачки позиции, нешто што многу одамна требаше да биде направено, нешто што денеска ќе биде многу потешко него да беше направено пред години, но никогаш не е доцна. Македонија, јас сум среќен што има сила да се бори за својот интегритет и дигнитет. Инаку, бугарскиот документ во кој се нагласува дека се неприфатливи какви било обиди за повторно преговарање на веќе постигнатите договори, доаѓа од како премиерот Мицковски вчера упати директни пораки до Бугарија дека нема да се помести ниту милиметар додека не види представник на македонците во Бугарскиот комитет за малцинства. Владата е децидна дека е нелогично Бугарија да бара уставни измени, а не ги почитува пресудите од Страсбур кои се однесуваат на македонското малцинство во Бугарија. Во една ваква ситуација, кога источниот сосед го негира нашиот идентитет и јазик, во извештајот на Европскиот известувач за Македонија, кој во среда ќе се најде пред европските пратеници, е признат многувековниот македонски идентитет и посебноста на македонскиот јазик.